Драг професоре, Даскале, дојдовте повторно во нашето студио, односно вие сте веќе наш редовен гостин. Претходниот пат говоревме на тема судски совет, односно предлог решенија и законски измени за кривичниот законник. Имаме две теми за ова и за следната емисија: закон за извршување и закон за личен банкрот. Ајде да почнеме закон за извршување. Досегашните законски прописи и постапување на органите. Добар ден на вас, благодарам за поканата. Јас ќе почнам овие два закона, односно борбата за воведување на овие два закона е долгогодишна моја борба заедно со повеќе активисти од граѓански активисти и повеќе здруженија, граѓански здруженија. Со цел за спречување на трајното должничко робство, заштита на достоинството на граѓаните, воведување на правна известност и ограничување на долговите, намалување на социјалните последици од долговите, зголемување на платата на побарувањата преку уредна постапка, обезбедување на втора шанса на честните должници. На крајот, нашата цел основна е усогласување на нашето законодавство со законодавството на ЕУ и со законодавството на повеќето демократски држави во светот. Добро, што правиме ние со на флоскула последно време што се изговара по медиумите, 2% доверба во судство? Тука го покрива делот на судството, на обвинителството, би рекол 0% на извршителите. Каде лежи проблемот? Законот за извршување е од 2005 уште. Меѓутоа, досега има над 10 измени. Меѓутоа, ниедна измена досега не е усогласена со тоа што напомнав, со европското законодавство, што е и обврска со нашето приклучување кон Европа. Европската унија, да. Кон Европската унија. Така да, значи, проблемот лежи во нашите законски решенија. Овдека се две важни законски решенија кај нас кои што постојат. Едното е законот за облигациони односи, второто е законот за извршување, као што реков, од 2005. Со тоа што меѓутоа покрај ова проблемот настанува за довербата, малата доверба во институциите. Причини се лобирањето на интересни групи кои што се заинтересирани, тоа се доверителите, за да законите бидат во нивна полза повише, а од друг аспект е и политичкото влијание, корупцијата, непочитување на институтите за придонесувањето на законските прописи и при работењето на органите, посебно на извршителите и на судот, е непочитување на начелото на транспарентност и при сите овие законски измени на овие два законски прописи справени се измените без присуство на должниците, ниту едино учествуваат во тие комисии и лобираат големите должници, како што се банките, големите предпријатија, извршителите, адвокатските комори, стопанската комора, така да сите тие ги прават законските прописи само од нивни аспект, не внимавајќи на правата на должниците, као што кажеме тој дел. Добро, во делот на јавната расправа или дебата по предлог на одредени измени и дополнување на законот за облигациони односи, бевте вклучени? Последниве неколку месеци за прв пат се
одржуваат јавни расправи на кои учествуваат експерти. Иако и овие јавни расправи не представуваат тоа што треба да представуваат. Меѓутоа, мора да се пофалат дека последниве неколку месеци, поради оние реформските закони, се одржава неколку јавни расправи за неколку закони, од кои на двете расправи во однос на Законот за јавни обвинители и Законот за парнична постапка учествував и јас како експерт, со тоа што овдека значи во однос на Законот за облигациони односи, ја ќе кажам дека со неколку експерти и борци за правата на должниците успеавме 2003 со лобирање и со предлози да се донесе Законот за измени и дополнување на Законот за облигациони односи. Во тој закон се успеа да се метне ограничувањето на застареноста, односно роковите на застареноста на побарувањата. Бидејќи само во Македонија до сега нема апсолутен рок на застарување на побарувањата. Ако го испуниш оној рок од 10 години, што е предугачок по сите параметри и со споредувањето со законодавството на Европската Унија, кој изнесува 10 години, значи ако го фатиш тој рок да поднесеш од правосилноста, да поднесеш до извршителот барање, може предметот да го водат извршителите, нема ограничување. Значи, додека и после смртта од наследниците може да водат да се води постапката. Добро, што е разлика меѓу застареност на овде во овој закон, во измените и дополнувањето на Закон за облигациони односи, введена е застареност, сите правосудни одлуки за 5 години. Воведоме две застарености. Едната застареност е значи сите правосилни одлуки за 5 години од моментот на нивното извршување воедно застаруваат. Значи, ако не поднесеш до извршителот, тоа што го кажав, беше 10 години, сега е 5 години, онда не можеш да поднесеш и застарува предметот. Али апсолутната застареност е 10 години, која во извршната постапка трае 10 години од моментот на поднесувањето на барањето до извршителот. Значи, целата постапка, затоа се вика апсолутна застареност, не може повише од 10 години да седи предметот кај извршителот. Зошто до сега имаме околу 300.000 предмети, односно 300.000 должници, и од тие 80% предмети, или 70%, тачно нема некоја статистика, меѓутоа се над 10 години и затоа се вика тоа должничко робство. Што се случува со должникот и што се случува со неговиот долг после тие 10 години? Моментално важечката ситуација поради поништувањето на одредбите од Законот за облигациони односи, тоа ќе го кажеме понатака, е иста ситуација, тие не застаруваат. Аха, значи вие предлагате да се Не, предложиме и 2023 се донесе. Меѓутоа, групата на должници, лобиранти, корумпирани извршители со помош на судството поднесува хитно до Уставниот суд иницијатива за укинување на овие одредби. Добро. Уставниот суд во тој момент, после неколку месеци, донесе решение со кое решение не се поведе постапка. Значи, и тоа во мојата долгогодишна пракса како адвокат и како правник, нема досега од Уставниот суд толкова образложено големо решение на повеќе од 10 страни. Значи, по сите основи што беа во 10 иницијативи стаено, имаше одговор од Уставниот суд, негативен одговор, дека не се крши Уставот по тие основи.
после донесувањето на ова решение, бидејќи во досегашната пракса до тој ден, до тоа донесувањето на решението, важеше дека еднаш одбиено решение не може повторно да се одлучува. Так. Значи, се рачунаше дека тоа е пресудена работа. Так. И римското правило од римското право што е дека за една работа не може два пати да се одлучува, не може два пати да умреш, како што кажуваме, еднаш се умира, така и тој дел. Меѓутоа, во тој период, со помош на експертите и со некои колеги адвокати, што беа на должниците, се покрена и овие активистите граѓански. Должниците или на тие што побаруваат? Должниците покренава постапки, обраќајќи се до извршителите. Добро. Да го запрат извршувањето, бидејќи законот е важен, важи и има апсолутна застареност. Застареност, така. Меѓутоа, извршителите, како што знаеме какви се и по другиот дел, 99%, односно сите скоро извршители, поддржани од Министерството за правда, не ќе да донесат решение за запирање на постапката. Иако имаше законска одредба и Уставниот суд се произнесе и обезбедиме и автентично толкување на законот од собранието. Каде толкова сигурност, да не речем ароганција од нивна страна, да не постапуваат по законските решенија, односно... Уште нешто само да кажам, па ќе го кажам тој како беше образложението нивно. Во овој период некој, иако беа ретки, покренава со своите полномошници, адвокати и судски постапки. И имаше 3-4 правосилни пресуди од судот, потврдени од апелациониот суд. И тие неќева дека треба постапката да запрат извршителите. И тоа неќева да го, значи и судски одлуки неќева да почитуваат. До таму отидоа далеко. Што беше одговорот? Молчева, одлагава и на крај званично одговорива, мислам, на странките, не званично со акти, дека немаат, тоа е небулоза, немаат образец добиено од Министерството за правда за запирање на извршувањето. До таму отидоа. Ова само у Македонија може да се деси. Причината на ароганцијата или на почитувањето на законите е причината основна Македонија во сите области, тоа е бидејќи нема одговорност никаква на ниту еден орган. Ова прашање не е само прашање на социјална правда. Не е само прашање на преди се на почитување на законите и уставните одлуки или актите препишани со уставот, кои што потоа ги толкува Уставниот суд во одредени иницијативи. Ова задира и уште подлабоко, ако граѓанинот се чувствува дека за него и за сите останати не важат законите на ист начин, ако нема, односно, како што вие тврдите, ќе влезе нема можност да ги реши тие должничко-доверителски односи и влезе во должничко робство, него му останува да оди на печалба, на гурбет, а тогаш тоа е и прашање кое што знаеме по статистика, официјална статистика, сека година бележиме во одредени школи отпишување на децата, тоа значи дека родителите цели фамилии си ги земаат и одат во западноевропските земји. Тоа е веќе и демографско прашање, односно влегува во демографската комбинаторика, а тоа ќе влие и на функционалноста и работоспособноста на овој систем да се одржи вако како што е. Ако едно време по одамнешните години Македонија пред Југославија да влезе во Југославија или пред да имаме држава, било основното економскиот причина била за иселувањето и идење на туѓина
Тоа е помеѓу двете светски војни и пред Првата светска. Меѓутоа сега голема причина е и немање на правна држава, односно немање на владење на правото. Така, односно правна несигурност. Права несигурност. Граѓанот мисли дека и има за право да верува дека законите за некои се мајка, за некои се маќеха. Не, ова не само што граѓаните перцепцијата е 2%, а по мене е 0,2% за правосудството и за сите други органи, може и помала е, меѓутоа тоа го знаеме сите извештаи на ЕУ за Македонија, сегде стои дека владењето на правото е најголемиот проблем и корупцијата. Тие два елемента у сите извештаи. А корупцијата во континуитет. За владењето на правото ние памтиме извештаи на Европската унија пред шарената револуција, пред некои други катаклизмични настани кои што го потресува системот, односно државата и која делува преку законите и уставот, пред се го сетира тој систем како функционира. Значи, паметиме некои реформски влади каде што беше нимата заложба за реформи и владење на правото беше пофалено на Европска унија. Говориме за некои пред 15 до 20 години. Каде во меѓувреме повторно доаѓаме до ситуацијата од транзиционите времења, односно на војни и на ембарга. Ајде, тогаш има некакво оправдување, војни, ембарго, мали тогаш имаше корупција, организиран криминал. Но, потоа доаѓаат позитивни извештаи, значи стварно паметиме некои 15 на години дека имавме реформи, 15 до 20, и сега повторно се појавуваат повторно истите аномалии, истите проблеми во некое ново руво спакување. Вака, од моето практично правно искуство во работењето како правник и како адвокат, вие бевте дел и од Единицата за борба против организиран криминал во Сопотски криминал во Мовра. Тоа го опишав во мојот практикум од 2005 борба против корупцијата во правосудството и администрацијата. Историјатот на овој проблем е поодамна со тоа што на почетокот можда бил помал и за мене како експерт по кривично право и експерт по другите права, најголем проблем е од 2005 навака кога во уставот се стави дека судиите за своите одлуки не можат да одговараат кривично. Што стана со тоа законско решение? Ова е уставно решение, не е законско. Уставно стои. Амандман 27. И тоа останува така? Тоа останува така. И во законите е пренесено после тоа пресликано, со тоа што додека тоа не се промени, не можеме да имаме владење на правото и правната држава, бидејќи све на крајот завршува на судот. На судот и неговата перцепција како ги толкува. Прецепцијата е ги толкува и не, прецепцијата може да спориме како што спорат, тоа било од граѓаните, тоа било вака, така, меѓутоа делата до сега кажуваат дека ниеден скоро ниеден случај од овие што беа големи случаеви што ги знаеме и пред тоа со СЈО, и предходно, и после тоа, и сегашните, гледаме дека какво е судството, дека скоро никој не одговара или предметите ќе се толку ќе се одоголечуваат да има апсолутна застареност. Че вие прецизно, хируршки прецизно потенцирате и покажувате дека проблемот е во судството. Најголемиот проблем е во судството. Меѓутоа, политичка волја постои? Политичка волја зависи моментот. Ако гледаме сега на крајот како политичка волја, последнава влада, посебно премиерот, покажува и дури превише покажува во јавноста дека сака да се бори против корупцијата и против невладењето на правото, односно
со неговите потези, дури беше спремен едно време да заедно штрајкува со народот. И некои потези и на сегашната позиција на почетокот, како што беше иницијативата за разрешување на 5 членови на Судскиот совет, која успеа, меѓутоа поради пропустите во Уставот, остана да остане на желбата, односно на волјата да се само распуштат на Судскиот совет. И они не си дадоа оставка. Они не дадоа. Сега, вие споменувате штрајк. Сега, ќе кажам моје лично мислење. Штрајк може да вие, јас, како дел од народот, да се штрајкуваме за брање на одредени права, кои ни следат по Уставот. Извршната власт е извршна власт. Таа не е тука, по мене, не е тука да штрајкува. Иако и тоа, ето, ако вели примерот дека може. Не, ја кажувам како извршната власт е тука да извршува и да спроведува. Не се тие 5 господа или господи поголеми од државата и од системот. Не се поголеми, никој не е поголем од системот по една држава. Во Македонија секој судија, сите господи, сите поединци скоро со исклучок се поголеми од системот, пошто ние имаме проблем со системот. Не функционира системот и сите се над системот. Државата го менаџира системот. Државата го менаџира, меѓутоа, ама ова не е од вчера. Рамки. Ова е стварано одма после осамостојувањето на Македонија, се правени законски прописи со празнини, со неодговорност. Дескале, така во Европска унија не се влегува. Има да се отвори, да се тргнеме уставните измени, кои ќе се случат. Дали некому се свиѓа или не, ќе се случат тоа. Само се бара модалитет. Тука проблемот, ние ќе се заглавиме доволно една, друга или трета земја членка на Европска унија да рече нема почитување на човекови права или нема почитување на владење на правото или нема реформи во делот на судските и судската инстанца. Доволно е една земја членка да не било која. Не, се знае дека и да поминеме со бугарите и да поминеме, се знае ако Европска унија, и тој не е проблем само наш, ако Европска унија, осим со како што влезе Бугарија и така некој пакет, другше политичка одлука, ние не можеме да влеземе према оваа ситуација на нашиот правен систем и према функционирањето. Дека ние ја имаме таа позиција која што има Бугарија, Романија или во поново време Црна Гора, Молдавија, можеби и Украина, па во некој политички пакет да бидеме сместени. Ке нас се гледа до ситно зрно, до ситно слово, дали сме ги исполниле сите критериуми. Ја би кажал вака, без разлика, пуно го кажуваат, ние треба први да си ги завршиме домашните работи и овие измени и реформи на нашите законски прописи се за нас, не се за Европска унија. Не ги правиме. Јас сега тука вака ќе поставам. Некои велат тоа особено се потенцира кога во ДП на власт. Не навлегувам сега во политичката димензија, но морам да ја споменам. Дека претходната политичка гарнитура, таа е втората поморска влада на господин Груевски, трета поморска влада на професорот Мицкоски, дека прави се во договор со олигархијата да не ги спроведе реформските начала, односно она што се бара од нас патот на пристапување кон Европската унија. На тој начин профитира олигархијата затоа што не и одговара Македонија да остане во овој вакуум. Ја не се сложувам со таа теза. Напротив, сметам дека ако некој му одговара Македонија да остане слепо црево, односно изолирана уште низа години, да не речам децении, на патот на Европската унија, е
корумпираните поединци или корумпираните елити од системот, кои што во име на системот, кои што толку здушно го спомнуваат и по имите право и водење на право, усвари го злоупотребуваат тој истиот систем. Продолжиме со овие болни теми, закон за извршување, закон за личен банкрот. Да ја прашам за овие решенија на Уставниот суд, број 114/2023 година и 115/2023 година, со кои не се поведува постапка за оценка на уставноста на законот за измени и дополнување на законот за облигациони односи и член 1 од законот за изменување и дополнување на законот за извршување. Што ова значи? После 6 месеци од ова, лоби групите на должниците, заедно со извршителите и со уште некој околу нив што се, успеава да поднесат втора иницијатива за истата против истите членови, со исти основи, со тоа што Уставниот суд бева скоро исти членови составот на Уставниот суд, осим професорката Ана Данева, која беше ново избрана. И од ова решение и после од одлуката за укинување на двата члена од Законот за облигациони односи, се гледа целиот проблем што пред тоа го разговараме, зашто судската доверба на граѓаните во судството е минимална, 2%. Зашто не функционира правната држава, зашто немаме владење на правото и зашто нас ни се дешава да се враќаме назад за пуно работи. Ова решение со кое се поведува постапка, за разлика од претходното со кое не се поведува постапка, е исто така на неколку страни напишано образложението, со тоа што во споредба со претходното решение кое беше на повеќе од 10 страни, за истите повреди во иницијативите наведени на членови од Уставиот суд, истите судии судиите на Уставниот суд поинаку одлучуваат, значи за 4 месеци го смениле свој став. Тоа се решение број 98/2024 година и решение 139/2024 до 20 јуни. Овдека само ќе се оградам од дел од судиите, бидејќи тие биле 8, има мнозинство од тие судии, значи не сите судии, мнозинство доволно од тие судии го гласале за да се уважи решението. Така е процедурата. Меѓутоа, за оние што гласале за ова второ решение, а што учествувале во првото решение, кај што исто гласале за тоа решение, а сега гласат поинаку. А сега поинаку, за нив би рекол дека треба на нивните професори по право, пошто повише све се правници, да им ги од уставно право да ги им побараат, да им ги вратат парите, бидејќи овдека се гледа дека Не, туку оценката што добиле веројатно да има намалат. Од испитот. Нема врска со уставно право, нема врска со право, со правдина. Овдека се работи за друго, се работи за лобирање, се работи за корупција, бидејќи овдека е јасно дека не може, како што стои условот истакнат правник, за да бидеш избран за член на Уставниот суд, мораш да бидеш истакнат правник. Овие, ако се истакнати правници со ова решение, онда не знам што да кажам. Добро, еве малку да потполно пристапиме на ова.
иако ја разбра граѓаните, гледачите нашата, односно вашата иронија, односно незадоволство од ова што Уставниот суд за една иста работа два пати различно постапува. Уште повеќе што тука биле помајстори во решението, имаат ставено и времена мерка дека се запираат сите постапки поведени по законот за облигациони измените. Законот за облигациони, тоа се однесува на оние постапки во кои судот одлучи да се запрат извршувањата и вајда на оние постапки кај што имаше покренато за извршителите кривични пријави од страна на должниците. Добро, вие споменавте, Даскале Бакли, споменавте кои со таа страна, кои све лобираат. Кои сте вие од оваа страна, односно овде ја читам дека има и некои невладени организации со помош на правни експерти, дека сте предложиле нов предлог закон за изменување и дополнување на закон за извршување на јануари 2026 кој е изготвен од Министерството за правда, но еве малку да навлеземе во првин кои се противници на овие што го направиле ова, односно кои се тие што се залагаат за владење на правото и на правна држава. Како прво се околу 300.000 должници. Така. Значи огромна маса на граѓани. Околу 300.000 предмети има ше во тој момент, сега колку се не знам, сигурно има уште многу предмети кои што се неизвршени. Меѓутоа стручниот дел и борбата на медиуми и во јавноста ја воде неколку експерти во нивно име, така. Во нивно име, помагајќи им про боно. Јасно. Од правен аспект и 2, 3, 4, може и 10 активисти граѓански, меѓу кои беше Ана Глигорова, Маријан Ненов, Маријан Ристевски и уште некои борци за правата на должниците. Се да должна почет. Дали не ја доживувате таа борба, вклучително и ваша борба, што вие се дел од таа група, како Дон Кихотска на Мигел де Сервантес, со борба со ветерници? Дали може борба со имагинарни ветерници се добија? Вака, овој не е прв мој случај во мојата 50 годишна кариера како правник. Поединачни случаеви, па некои лични случаеви, многу такви случаеви у задниве години, посебно и како адвокат последните пред да се пензионирам, се Дон Кихотски борби и борба со ветерњачи, така да навикнав да не го доживувам тоа така, него упорноста трае до крај. Надежта на тие 300.000 е проблемот. Иако сте во пензија, вие сте како експерт вклучен во клиничката настава на Факултетот за безбедност. Вака, имам, таму држам од 2015 и уште тоа активно. Од 2015 држам клиничка настава по 3 предмети. Пред тоа до 2016 беа 2 предмети, кривично право и криминологија, а после тоа на тие 2 се додаде и корупција и организиран криминал. Што им велите на вашите студенти и што они, дел од нив сигурно се љубопитни, радознали, значи, што ви поставуваат како прашање кое е решението на овој робос? Прашања од младите студенти од прва година, пошто повеќето се околу 150 по година, после тоа се намалуваат, кај што е у четврта година е криминологија, ова корупција и организиран криминал, прва година е кривичното право. Нема многу прашања, бидејќи се почетници. Со тоа што УС
практичниот дел и стручниот дел во темите ја им објаснувам и практични случаеви повеќе од кривичната област, меѓутоа има и граѓански предмети, бидејќи корупцијата во судството и довербата во судството не е само во кривичните, него и граѓанските. А уште поголема е во граѓанските, бидејќи таму се работи директно за имот и таму се работи дека едниот две странки има и едниот мора да изгуби, другиот да добие. Со ова што го последно што го рековте за граѓанските парници, односно случаи, во себе ме тера да поставам себе си, и вам во контекст на емисијава, и едно подпрашање, дали тоа и самите граѓани, иако апсолутно не го оправдам тоа, да се дистанцирам, дали самите граѓани, гледајќи ситуацијата како реално функционира нашиот или не функционира нашиот правосуден систем, подлегнуваат и си викаат, па да, ја си го реша моето, па системот, односно судството како е така. Егоизмот на човекот е сегде исти. Човекот е за вршењето на своите работи мора да се прилагодува и да гази по лешеви, хомо хомини, најлесно. Меѓутоа, мојот добар пријател Зоран Крстевски, по друга проблематика, по позитивните книги, он кажува, и тоа го употребив во мојот практикум, дека македонскиот народ има колективна траума, доживеана од првите балкански војни, од 500 години по Турско, Втора светска војна, па до денес има колективни трауми. Со тоа што посебно во 500 години по Турско, тоа гледаме митото и рушветот, дека од тогаш нашиот народ се прилагодил на ситуација. Да, Даскале, ама, едно има ама, од 45 до 89, односно 92-3, функционираше системот. Не, тој систем што го кажуваат дека бил комунизам, дека бил диктатура, тој функционираше. Моделот на правосудството. Младите и голем дел од старите сме го преспале тој систем. Сме заборавиле како сме функционирале. Јасно. Тоа е прилагодувањето на човекот, бидејќи секој сака да сврши работа што смета. Прилагодување да, но не по цена на кршење на законите. Не, вака. Тоа е кривично дело. Не, добро, и тој што дава мито и тој што прима мито одговара, тој дел. Меѓутоа, тој што дава и тој што прима мито, тоа е кривично дело. Од искуството мое како адвокат и животното искуство, до таму е системот софистициран да дури најакиот и најчесниот човек ќе го натера да или да прифати, така како или да се замине надвор. Или да прифати, или да се замине надвор, или да се откаже од предметот. Со тоа што еден од методите, бидејќи и моје и како искуство и поодамна, и кога работев како полицаец во стопанскиот криминал, како раководител на оделението за економски стопански криминал, во однос на корупцијата, односно митото, и тие што се административните и судиите и све, иако помалце било тогаш, имаат методи, основни методи и прости методи, да кажеме, бидејќи одма на почетокот ниту го знаеш, ниту сметаш дека си управо кога си поднал тужба, сметаш дека си управо, сметаш дека не треба да платиш, дека ќе го добиеш и затоа и имаш дури и адвокат ќе ангажираш, значи имаш и експерт, меѓутоа до таму се софистицирани администрацијата и судството да со одлагање, со враќање, со пинг-понг на предметот, со години, кај нас граѓански предмети траат по 20 години за имот, по 25, тоа го нема. Тоа го нема. Оној пинг-понг што го викаме, ќе дојдеш првостепено ќе го добиеш, во апелација ќе го изгубиш, ќе го вратат назад.
Да, ама прибегнување кон одредени методи, само да се реши предметот во нечија корист, за мене е неприфатливо. Идењето надвор или откажување од предметот ми е откажување од борбата. И сега тука доаѓа оној психолошкиот дел. Сите граѓани, оно што е затоа и довербата во судството е толку мала, меѓутоа сите граѓани знаат дека без да имаш пријател, без да платиш, не можеш да свршиш работа, а ако имаш пријател и ако платиш и да не си управо, ќе го добиеш предметот. Тоа е проблемот. И сите го знаеме тоа. Ајде да се држиме до ова што вие како невладина организација, односно правни експерти, помошни правни експерти го изготвивте предлог закон. Вика предлог амандмани на предлог закон за изменување и дополнување на законот за извршување со членови меѓу кои заштита на единствениот дом, апсолутна застареност на правото на присилно извршување, за личен банкрот. Во образложението се предложени предлог табели со споредбени податоци за клучните прашања, единствен дом, апсолутна застареност и личен банкрот, искуства преземени од европските и други земји. Овој предлог амандмани на предлог закон за изменување и дополнување на закон за извршување доставени до владата Република Македонија, Министерство за правда, Министерство за економија и евроамбасадорот на Европската унија овде во Република Македонија. И при тоа вика изготвија иницијатива граѓанска организација за предлог закон за личен банкрот заснован на германскиот модел ИНСО и грчкиот закон 4738/2020, усогласно со принципите и директивата на ЕУ 2119/1023 за втора шанса и ослободување долгови во рок од 3 години Еурлекс. Ајде нешто накратко при крај сме на емисијата, што ова значи? Правните колеги и правниот тим, да го кажеме, мислам, соработниците мои, пратиме ситуација на пуно законски предлози, меѓу кои пред 2 месеци, 3 го видоме, го најдоме, иако тешко, предлогот на закон за измена и дополнување на законот за извршување, кој беше изготвен од Министерството за правда. Го симнавме тој закон, иако не беше на ЕНЕР, и изготвиме 8 амандмана на истиот закон. Првин го анализираме овој закон. Овој закон имаше негде 50 на членови. Во него не беше ставено ништо од усогласувањето со европското законодавство, нашата обврска. Не беше ставено ништо во однос на претходниот закон за облигациони односи, што беше поништен, и во однос на проблемот кај нас на должничкото робство, значи во однос на немањето во законските прописи, апсолутна застареност. Бидејќи апсолутно застарува све осим до сега во светот, осим што се злоствата против човештвото, другото све застарува апсолутно. Значи и убиство и пуно работи има застаруваат, испаѓа извршувањето, кога ќе дојде на извршител, не застарува. Тоа е наш уникатен модел и проблем. И проблем пред се. За 300.000 должници. Имаше нешто од модернизирањето, што е вред, меѓутоа толку членови и беше дигитализацијата и побрзувањето за побрзо и некои работи што се укорист на должниците. Во овој предлог, во образложението стоеше кои се поканети, испадна дека нема ниту еден представник на должниците. Ниту организација што се занимава со тие заштита на правата на граѓаните, ниту должници некој да има таму во таа комисија што го изготвила овој предлог. Седнавме со колегите и направиме измени, што рековме 8 члена. Во овие 8 члена, кратко ќе кажам, ставиме, го разработиме поубаво, усогласено со сите европски закони од областа на извршувањето и од областа на личниот банкрот.
со тоа што дадоме на крајот во образложението и табеларен преглед како е решено кај нив. Повторно го ставиме и во измените апсолутната застареност и го намалиме рокот од 10 на 5 години, рокот на застарувањето што е релативна застареност, односно застареноста за на извршната на правосилната одлука, ако не поднесеш за 5 години до извршител, застарува предлог, барање. Во овој предлог ваков го поднесоме до владата, Министерството, до Министерство за економија и до Европска унија. Од владата добиме веднаш после неколку дена, после 10 дена, дека овој предлог е испратен до Министерството за правда. Од Европска унија понапред сме добивале одговори, по овој досега не добиме одговор. Од Министерството за економија добиме некој одговор дека тој дел е нивни дел во однос на личен банкрот, дека треба да биде составен дел на законот за стечај. После ова, до ден денеска немаме ништо од Министерство, а немаме ништо и за судбината на предлогот нивни. Се испаѓа, остана како што виси у воздух предлогот. Немаме информации, не видоме дека е во реформските закони ставен да иде на собрание или да иде на ЕНЕР, немаме сознание тој дел, значи остана така. Статус кво како што е по старото, кој е уште полошо решение од измените. Паралелно после ова, по предлогот на економија, седнаме со експертите и направиме посебен закон за личен банкрот. Овој закон, како што прочитате и преска, е правен врз основа на германскиот модел и грчкиот закон. И според директивата на ЕУ. И усогласен со директивата на ЕУ. Бидејќи сите прописи што се у ЕУ треба да се усогласат, а и нашите. Со тоа вели ослободување на долг рок од 3 години Еурлекс, тоа се закони кои што веројатно се поминати во Европскиот парламент, каде што има рок од 3 години. Во образложението на овој предлог, кој уште не е пратен, треба да го пратиме деноиве, ставиме конкретни решенија, треба да се доправат, да се прилагодат на нашите услови околу висината на минималната висина за отварање на личен банкрот, околу некои услови што се специфични, заштита на единствен дом, колку квадрати се, бидејќи во Европа во просечно се 120 квадрати се заштитува тој единствен дом. 67. Даде кај нас ќе видиме како ќе го прилагодиме со тоа што покрај другото. Кај нас мислам во статистиката се зема како покрај другото ставиме што е целта во образложението на овој предлог, како што реков и преска, што е целта и на другиот предлог. Целта на овој наш предлог е спречување на трајно должничко робство, заштита на достоинството на граѓаните, воведување на правна известност и ограничување на долговите, намалување на социјалните последици од долговите, зголемување на наплатата на побарувањата преку уредно постапување, обезбедување втора шанса на честните должници, пошто сите должници не се нечестни. Има и такви и вакви должници, ама и создавање на функционален систем за личен банкрот, заштита на основните права на домување, намалување на сивата економија и на крајот усогласување со европското законодавство и со законодавството на другите демократски држави, меѓу кои примерите што ги земаме е на Германија, Италија, Франција, Холандија, Шведска, Ирска, Британија, САД, Австралија, Канада, Нови Зеланд и други.
Драг Даскале, тоа би било овие цели што ги спомнавте и како еден заклучок од денешнава емисија, на втора епизода од овој серијал каде што нели ги обработуваме закон за решување закон за личен банкрот. Значи, овие цели што ги спомнавте 10, како заклучок би кажале дека има шанса. Има шанса да влезе како законско решение и да се регулира оваа мачна судбина, правно да се регулира оваа мачна судбина тие 30.000 предмети, 30.000 должници. Мојот принцип животен е дека надата последна умира и борбата треба да се води до крај. Иако таа борба ќе биде тешка, ќе зависи и од бројот на луѓето кои што ќе се заангажираат, ќе зависи и од политичката волја на оваа власт, ќе зависи и од колку ќе бидат јаки, а се многу јаки противниците, што ги кажаме пред тоа, на овие решења, бидејќи со овие решења се долгот после завршувањето на рокот на банкротот, по планот што ќе се направи од страна на судот, другите побарувања се отпишуваат. Јасно. Така да, ова е исто како стечај на организациите, личен Драг Даскале, спомнавте сосема на крај јаки противници. Не постојат јаки противници, постојат слаби стратегии по борбата против тие така наречени јаки противници кои што ни го упропастуваат ова парче земја. Ви благодарам, Даскале.